Флагрантно кршење на Уставот и законите. Денес СДСМ Зоран Заев и владеачкото мнозинство ја поништија волјата на граѓаните. Овој чекор на СДСМ е само патување кон дното во кое сакаат да не понесат сите нас. И вие добро знаете дека од оваа одлука никој ниту денес, ниту утре ќе живее подобро. Само затоа што две партии меѓу себе се договориле, изгласаа закон кој е неуставен, неприменлив и штетен. Договор меѓу две партии, СДСМ и ДУИ, но тоа не е и договор прифатен и одобрен од граѓаните. Не е погазено само правото. Ваквиот чекор на носење на противуставен закон е удар и врз со животот. Некој свесно не втурнува одново во непосакувано сценарио во кое влогот е Република Македонија. Држава во која правото не владее и не е приоритет. Значи дека е разнишена држава. Беззаконието станува практика и начин на управување. Но оваа влада најсилен приоритет и стануваат салонските договори, штетни за државата, но не и економскиот раст, не и европската иднина. Власта претходно ги одби и остана нема на сите наши напори да не се донесе овој закон и да се избегне ова сценарио. И одби нашата иницијатива преку работни групи да се подобри законски решението и да стане уставно. Одби да се разговара и за поднесените амандмани од страна на ВМРО ДПМН, кои беа наше право и деловничка можност. И на крај, и одбија понудата да обезбедиме парламентарно мнозинство преку нашите пратеници за поддршка на владата. Само за да премиерот Заев излезе од уцената и концесијата која ја имал за носење на овој неуставен закон. Очигледно концесијата е поголемо од значењето на државните интереси. ВМРО ДПМН ќе поднесе кривична пријава против Талат Џафери поради флагрантно кршење на Уставот и законите. Ова е закон кој ВМРО ДПМН нема да го признае. Дополнително, по официјалното објавување во службен весник како партија, ќе поднесеме иницијатива до Уставниот суд за оценка на уставноста на овој неуставен закон. Ке подсетам, Уставниот суд има обврска да ја заштити уставноста во државата. Ако некој мисли дека ова безредие ќе трае вечно, се излажал. Но кога ќе заврши, многу работи ќе бидат поинаку. Ке се почитуваат државата, уставот и државните интереси, а злосторниците ќе одговараат за своите злодела. Македонија е силна, а силата е во народот. Граѓаните заслужуваат подобра држава. ВМРО ДПМН останува на бедемот на државните интереси, ВМРО ДПМН останува да биде гласот на народот, ВМРО ДПМН ја враќа силата и одговорот е народот, кој ќе донесе победа. Победа над сите овие неправди и катастрофални политики. Ви благодарам. Повелете. Господин Мицкоски, од страна на ДУИ го оценија како лицемерно вашето гласување, бидејќи претходно на почетокот на јануари минатата година вашата влада, вашиот ранешен лидер преговараше со ДУИ за коалициона влада и тие потврдија дека еден од условите бил и законот за јазици кој тогаш од Груевски бил прифатен. Зошто сега оваква реакција? Вашата партија, како што тврди ДУИ, го прифатила законот за јазици. Јас не би можел да го коментирам вашето прашање, нити изјавите од страна на официјалните лица во Демократската унија за интеграција, но она што можам да го кажам е дека скандалозна е изјавата на претседателот на партијата и пратеникот Џафери, дека него не го интересира ништо, никакви реформи, никаков напредок на оваа држава, туку го интересира само носењето на овој закон, како да живееме во различна држава. Така што, колку побрзо и порано сватат дека живееме во иста држава и сме сограѓани на оваа држава, толку подобро ќе биде за сите граѓани во Република Македонија, без разлика на нивната етничка припадност. Дали сега они имаат намера и цел да ја префрлат топката на друга тема,
Тоа е сосема нешто друго. Но вистинската цел е дека денеска беа показани законите, беше показан деловникот во собранието, беа понижени пратениците во собранието, беа понижени пратениците кои што гласа за ова, а во наредните денови јавноста ќе биде запознаена со чекорите кои што ВМРО-ДПМН и коалицијата ќе ги преземат. Дали вие, Христијан Мицковски, како председател на ВМРО-ДПМН, ја поддржувате акцијата на поранешниот председател Никола Груевски, кој денеска, да речеме, предизвика инцидент во собранието? Јас во текот на вчерашниот ден најмалку 3 пати го предвидев сценариото кое што денеска Талат Џафери, поддржан од Зоран Заев, го спроведува во собранието на Република Македонија. Емотивен ден, врз основа на тие емоции кои што се резултат на некаква акција се случува реакција. И не би сакал понатаму да коментирам, бидејќи ова навистина беше тежок ден за Република Македонија, тежок ден за демократијата, тежок ден за пратениците во собранието на Република Македонија. Се суспендираше нивното елементарно право на дискусија во рамките на законодавниот дом. Направени се низа преседани, за тие преседани мора некој да сноси одговорност кога тогаш. И ќе сноси одговорност. Повелете. Господин Мицковски, дали вашата пратеничка група на статијата која вие предвидите ќе учествува во работата на собранието и како ќе се однесувате во делот на реформските закони кои се поврзани со ЕУ и НАТО агендата, а за кои, да речем, и ваши пратеници беа дел од групите кои работеа на нивни изготвување пред на законите во правосудството, овие закони кои се поврзани со прислушувањето и администрацијата. ВМРО-ДПМН е државотворна партија, одговорна партија, за разлика од тоа што го видовме денеска, дивјачкото однесување од страна на Зоран Заев и Талат Џафери во собранието на Република Македонија. Во минатото многу пати сме кажале дека постојат два услови за да ВМРО-ДПМН и коалицијата се вратат во собраниските клупи, а тоа се политички и математички. ВМРО-ДПМН, како државотворна и одговорна партија, останува на браникот на интересите на Република Македонија и нема да ја напушти масата за преговори за така наречените реформски закони. Приоритет на ВМРО-ДПМН е подобра иднина на граѓаните на Република Македонија. Приоритет на ВМРО-ДПМН е поквалитетни законски решенија. Приоритет на ВМРО-ДПМН е сонот на генерации македонци да се оствари, а тоа е како да имаме подобра, економски стабилна и богата евроатлантски интегрирана држава. Некој со ова сценарио денеска сакаше ВМРО-ДПМН да го избрка од масата. Ние тоа нема да му го дозволиме и нема да направиме ништо што ќе биде спротивно на интересите на Република Македонија. Тоа е што се однесува до политичките услови. Математичките, како што знаете, се уште не се исполнети.